има негативна селекција на луѓе. Односно, се гледа тие луѓе не дали се најквалитетни, колку сте квалитетни и стручни, супер. И тоа главно е дали се послушни. Дали се лојални, верни, послушни и што ќе му кажеш да направи. И сега обично некои си авторитетни луѓе со дигнитет, со достоинство, не ти влегува во таква ситуација. Меѓутоа има луѓе, иако се доктори науки, се влегува. Паричка, функција, ова, она, што те гале, ќе потребам 4 години, ќе влезам. Значи влегуваат и тука тој човек се става на располагање, заробене. Понатака може да прават што ќе год ќе му каже лидерот, потпиши, испери, направи, нема никога за партијата, за избори, замижи и така натаму. Значи тоа ти како пластелин, буквално може да се месат. Може да ти прашта. И сега потоа партијата има можност да си вработува партиски луѓе на сите најодговорни позиции во државата каде што треба да се перат државните пари. Да се краде, да се перат. Огромни државни пари, не знам јас, значи не е докажано како сум видел. Теоретски да читам за тоа и праксата покажува дека огромни пари од државата се перат преку партиската војска која што е поставена во државната администрација. И никој нема шанса да се вработи во државна администрација ако не е потпишано од лидерот од некој таму. Тоа е тотално заробена држава. И што да ти кажам понатаму? Зашто е ова корупција, зашто е ова криминал, зашто... Пази, држава, значи тука и не само и суди се бираат, и началници на главни на полиција, и војска.